Дали Куманово ќе биде на вистина во мрак? Денеска се собраме тука, бидејќи немаме чест да не почестат националните телевизии, а бидејќи они ги објавуваат информациите и по сите демократски права и законот за јавно информирање, ние треба да имаме шанса да дадеме демант за ова работа. Јас се собрам дека како известување до граѓаните во врска со тоа што се шпекулира секојдневно од штабот, односно извршниот комитет на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН и нивниот председател за постојани дезинформации во однос на електричната енергија и градското осветлување. Би сакал да кажам следното. Оно со што излегува пред граѓаните, односно пред јавноста во Македонија, пред се во Куманово, господинот Стојановски, мислам дека треба еднашка да се соочиме и да кажеме да не треба да фрламе право очи на граѓаните. Таа тужба од ЕВН према Куманово, на моје жалење, е резултат на долгогодишно разбирање на релација локална самоуправа и ЕВН од позиција што фактурите се за следното. Спортската сала во Куманово, која е доделена во време кога Никола Груевски беше министар на финансии, владата на ДПМН 2002 година во септември месец ја додели на ДТВ Партизан и таа сала со договор директно подпишан од влада на Република Македонија. И ДТВ Партизан у тоа време Сдружение на граѓани кои ја стопанисува 20 години договор за спортска сала, не може локалната самоуправа да ги прифаќа фактурите на спортската сала за нешто што не е ни во владение, ни во користничко право. Со одлука од 2006 година таа е доделена на локална самоуправа, меѓутоа договорот претходно не е поништен, ние не сме владение и тој е најголем процент од долгот на таа тужба која до сега 2 пати основниот суд ја во неколку партии ја потврди во корист на општина Куманово дека ние не може да бидеме должник за струја која не ја користиме. Втора исто позиција која е спорна помеѓу нас и ЕВН е уличното осветление во болница Куманово, која знаеме дека во секоја правен субјект осветлување во дворот во фабриките е дажбина на самиот корисник на таа услуга. Така да овие фрлање една немајки што да кажат, што направиле за Куманово за 8 години, 7 години владење на нивната партија, излегуваат со невистини и инсинуации. Еден дел од таа тужба исто така петата жица во рурални средини, кога од негде 97-8 година до 2002 година, без знаење на локални самоуправи, тогашна светлина, а покасно ЕВН си приклучувала зависно од политичките потреби за изборни циклуси во тој период. Сакам да кажам дека локалната самоуправа во ова тужба на ЕВН нема никаква легитимација правна, бидејќи тоа не е дадено ни со налог на локална самоуправа, ни па сме корисници на тие услуги за кои се мафта во јавноста. Пред известен период, не пола година, имаме понуда од ЕВН заедно со ЕЛЕМ да подпишеме договор, да ги прифатиме тие долгови ЕЛЕМ, да ги прифатија после од такса да ги скинуваме, што локалната самоуправа, не само локалната самоуправа Куманово, сите локални самоуправи во Македонија го одбија таа понуда и ова е отворено прашање не само за Куманово, ова е отворено прашање за сите општини во Република Македонија. Немој да се грижите за мрак во Куманово. Куманово си нормално сервисира електрична енергија, во моментот имаме доспеени фактури околу 3 милиони денари, а комунална такса за улично осветлување за 2, мислам дека и 3 месеци, точно сега немам пресметка, е околу 9,5 милиони денари. Така да ние тука имаме подмирување со узаемно нивно собирање на такса и наши плаќање осветлување. Кажам дека активната, регуларна, потврдена фактура за улично осветлување е ова висина. Сакам да кажам дека немајки други аргументи, постојано се служат со невистини и инсинуации и го заблудуваат народот. Дај да се соочиме еднашка со вистината. Дај да не правиме
театри и непотребни сценарија за граѓаните ги доведуваме во една состојба во која граѓаните не можат мирно и во овие тешки времиња, благодарение на владење 7 годишно на вашата партија, каде имаме тешка економска ситуација, тешка социјала, да се служиме и да ги развиваме луѓето во друга насока. Ајде, сум отворен за вашите дискусии, да направиме јавна дебата, а не само да ги користите привилегија и на вашите национални медиуми и да излегувате со невистини во македонската јавност.